Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Во рамки на предизборните активности, Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, одржа митинг во Кучани. При тоа беа представени кандидатите за градоначалник и за членови на Советот на општината. Карванот на Коалицијата за подобра Македонија, предводен од ВМРО ДПМН, во вторникот вечерта одржа предизборен митинг во Кочани. Пред присутните граѓани на платото во трговскиот центар зборуваше председателот на партијата Никола Груевски, кој се осврна на ветувањата од актуелната власт на државно ниво, што воопшто не биле исполнети, а состојбата во Македонија бележи стагнација на секое поле. За локалните избори тој рече дека не се само за да се добијат нови градоначалници и членови на општинските совети, туку дека тоа е изјаснување на граѓаните за негативните текови во државата. Ова се и избори на кој што народот треба да го даде своето мислење за ова помрачување што ни се случува во овие 4 месеци. За падот на просечната плата, за договорот со Бугарија, за неуставниот закон за јазиците, за падот на индустријското производство и на прометот во индустријата, за лажите ветувања дека ќе ги вработеле младите, дека ќе имало младинска гаранција. Се сеќавате на тоа анонимно ветување, ќе имало младинска гаранција. Драги пријатели, по долга и обсежна анализа, ВМРО ДПМН недвосмислено се одлучи и Коалицијата за подобра Македонија недвосмислено се одлучивме дека во Кочани за наредните 4 години најдобар избор е актуелниот и иден градоначалник и татко на градот Радко Димитриевски. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Димитровски пред присутните на митингот зборуваше за дел од проектите што се вметнати во неговата предизборна програма. Пред се би ја спомнал пречистителната станица за отпадни води заедно со сите колектори во градот Кочани. Продолжување на изградбата на браната Речани, иако некои од нашите политички противници пробаат на секој начин да го тоа закочат. Меѓутоа, процесот е почнат, браната се гради. Експресниот пат Штип-Кочани ќе го доближи Скопје на помалку од 90 километри, што значи дека за 40 на минути ќе се стасува од Кочани до Скопје. Понатаму, користењето на топлите води преку јавното приватно партнерство, проектот за гасификација, односно доведување на кракот на гасоводот од Штип преку Кочани до Виница. Пред граѓаните на митингот во Кочани зборуваше и носителот на кандидатската листа за членови на Советот на општината Лазо Митев. Градоначалникот заедно со Советот на општината, предводени од советниците на ВМРО ДПМН, заедно со Коалицијата за подобра Македонија, денес и после 2 мандати, проследени со мачна политичка криза, остварија резултати кои се неспорни. Резултати кои се видливи и мерливи. За тоа нема да должам многу. За таа цел го спремивме отчетот, каде преку текст и слика ќе можете да ги видите позначените проекти реализирани во општината. Митев ги повика гласачите да ја дадат поддршката за листата на членови на Советот од ВМРО ДПМН, за да можат да се завршат започнатите проекти во општината. На предизборниот митинг во Кочани зборуваа и представници од партиите на Коалицијата за подобра Македонија. Коалицијата за подобра Македонија одржа митинг и во Виница, каде пред граѓаните зборуваа кандидатот за градоначалник и носителот на листата за советници од оваа коалиција. При тоа беа представени проектите што ВМРО ДПМН и коалицијските партнери ги нудат во предизборната програма за оваа општина. Граѓаните од општина Виница ќе му кажат не на хаосот во државата, што со својата политика во изминатите неколку месеци го предизвика актуелната власт, а локалните избори на 15 октомври ќе бидат референдум на кој ќе биде искажано народното незадоволство од таквото работење. Виничани ќе донесат мудра одлука и ќе се спротивстават на понижувањето на државата и лагите и манипулациите.
Ова меѓу другото го рече Мартин Павлов, кандидат за градоначалник на Виница, предложен од ВМРО ДПМН на митингот што коалицијата за подобра Македонија го одржа на плоштадот Ангел Винички. При тоа тој зборуваше за проектите што се планирани да се реализираат доколку граѓаните му ја дадат довербата за наредниот 4-годишен мандат. Економски развој на општината со фокус на отварање на нови фабрики и капацитети во индустријските зони кои ќе носат нови работни места и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Потикнување на развојот на малите и средни предпријатија и силна подршка на постоечките капацитети. Подобрување на условите за животот во општината, што подразбира вложување во комуналната и патна инфраструктура. Изградба на затворен пазар и реконструкција на Домот на културата, со што општината ќе го заокружи својот урбан лик. Павлов вети развој на руралниот туризам, негување на културата, традицијата, верата и спортот. Рече дека способноста на кадрите од ВМРО ДПМН се докажани и нема причина за сомнеш, оти така нема да биде и војдина. А заедно со кандидатите за советници, партијата е подготвена за успех и победа. Пред граѓаните на Виница, на митингот зборуваше и носителот на листата за советници Миле Петков. Многу е важно да се подржи советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата, за да градоначалникот полесно и без застој ги реализира проектите предвидени во програмата. Во името на сите кандидати за советници можам да ветам макотребна работа и безпоштедна посветеност, затоа што добиената доверба од граѓаните за ВМРО ДПМН и коалицијата значи огромна обврска за реализација на ветеното. Почитувани граѓани, ве повикувам на 15 октомври масовно, сплотени, единствени, како никогаш досега, да излеземе на гласачките места и да си ја спасиме татковината. Петков рече дека проектите со кои ВМРО ДПМН ја бара довербата од граѓаните ќе бидат реализирани, а мнозинството во Советот на општината треба да биде гаранција дека во наредните 4 години ќе нема пречки за нормално исполнување на ветеното. Зачувувањето на животната средина и обезбедување подобра комунална хигиена беа тема на пресконференцијата што ја организираа кандидатите за членови на Советот на општина Кочани, предложени од коалицијата на СДСМ. При тоа беа представени дел од проектите за почист воздух и вода за сите граѓани. Под мотото чиста и зелена среда сакаме да потенцираме колку е важна комуналната хигиена и чистата животна средина. Кочани важеше за најчист град во Македонија и затоа мораме заеднички да се потрудиме повторно да го вратиме тој епитет, рече на пресконференција Ѓорѓи Алексов од кандидатската листа за советници на Кочани предложена од СДСМ. Ќе обезбедиме чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, бидејќи тие се клучни за нашето здравје, а знаеме дека ништо не е побитно од здравјето на граѓаните. Создадовме план и проекти за зголемен капацитет и за професионална услуга на јавното комунално предпријатие, преку намалени трошоци за граѓаните. Се обврзуваме постојано и навремено, да ги чистиме депониите и каналите. Ќе вложиме во колекторски системи, пречистителни станици, регионални фабрики за третман на цврст комунален отпад и во енергетски и ефикасни објекти. Еден од најважните проекти ќе биде реконструкција на водоводната мрежа, бидејќи како што знаеме сите, водоводната инсталација е постара од 60 на години, при што се јавува неопходна потреба од потполна замена на старата секундарна водоводна мрежа, замена на азбестните цевки за пренос на вода до домаќинствата, намалување на загубите во водоснабдителниот систем и подобрување на притисокот на водата. Алексов рече дека со ова ќе се обезбеди вода преку летните месеци и во оние делови од градот, каде досега граѓаните се соочуваа со рестрикции, а најави и новина во решавањето на комуналните проблеми на жителите на општината. Во рок од една година планираме да воведеме систем 3. Тоа е систем кој ќе служи за брзо откривање и детектирање на комуналните проблеми на граѓаните, со цел за нивно брзо решавање. Тоа значи веднаш, но најдоцна во рок од 3 дена од пријавувањето на проблемот, истиот ќе биде решен и за таа цел ќе биде воведена бесплатна телефонска линија. Гасификацијата како еден од клучните проекти ќе биде најбитен за да ние граѓаните на општина Кочани дишеме чист воздух. Имаме многу идеи и планови, кои не засегаат сите нас, граѓаните на општина Кочани. Се надевам дека ги препознавате вистинските проекти, кои се за доброто на сите граѓани. На крајот од обраќањето,
на пресконференцијата беше речено дека новата локална власт ќе гради по план за Кочани да биде општина за пример и да го врати епитетот најчист град. Во манастирскиот комплекс Свети Јован Крстител во село Горни Подлог се одржа промоција на монографија за истоименото село. Преку монографијата ќе се соочува од заборавот на времето и историјата на овој крај, богата и содржајна со многу настани личности. Промоцијата е дел од содржините на културната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Во манастирскиот комплекс Свети Јован Крстител во село Горни Подлог, пред жители на селото и пред љубители на пишаниот збор, беше промовиран научниот труд под наслов Горни Подлог низ историјата од професорот во пензија Илија Стојанов. Во книгата е поместена богатата историја на селото Горни Подлог како дел од Кочанската котлина низ годините минати се до денешни дни. Монографијата има за цел да ја сочува од заборавот на времето историјата на овој крај, богата и содржајна со многу настани и личности. Истражувањата траеле неколку години и во нив авторот ги користел досегашните објавени материјали за овој крај, а од драгоцена важност му биле сеќавањата на најстарите жители кои се уште живи. Ако зборувам за ова, најдобро може да се види во самата монографија. Од Горни Подлог забележани се настани кои што се присутни и запишани во историјата, во нашата македонска историја и во историјата надвороднија. Ке се дадат податоци и во историјата на соседна Бугарија, запишани во архивите на Софија. Расно се забележува веднаш после Втората светска војна. Формирана е селска работна задруга, која што прераснала покасно во земјоделска задруга, под името Кокодина, па потоа трите села формираат една заедничка задруга под името Моша Пијаде, која што бележи особени успеси и се смета за една од најуспешните задруги после Кочанскиот комбинат, Кочанско поле. Материјалот поместен во книгата на читателите им ја представува историјата на овој крај со посебно внимание на минатото и сегашноста, обработувајќи ги културата, просветата, спортот, етнолошките карактеристики и фолклорот, рече професор доктор Лазар Лазаров, историчар во пензија кој што е промотор на монографијата. Тука сум израснен и тука ме врзува и токму затоа плюс и школски другар од гимназија или колегата, да, и школски и колега од факултет, тоа ме врзува и мило ми е што дојдов тука меѓу своите да ја промовирам оваа монографија за селото Горни Подлог. Вистина авторот вложил голем труд, голем напор и успел тоа представува, значи, сведоштво кое останува за сегашните и идните генерации. Сега село, како село, нормално во својот развој бележи подеми и опаѓање. Најголем подем доживува после Втората светска војна, после ударението од 45 година навамо, кога селото доживува голем растеж. Тука и за другата што кажа Илија, колегата, тука и ова е плодна земја и климата. Меѓутоа ме разочарува, тажен сум, морам да кажам дека сум тажен, исилувањето на жителите од овој крај. Промоцијата на истражувачкиот труд посветен на Горни Подлог низ историјата е дел од содржините на годинешнава манифестација Денови на Кочанскиот Орис, издавач е библиотеката Искра и општина Кочани. Со изложба на ликовни дела на членовите од школата за цртање и сликање што функционира во склоп на Центарот за култура Бели Мугри, стартуваа содржините од програмата на годинешната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. На изложбата се поместени 86 дела работени во техника акварел. 26-тото издание на културната манифестација во Кочани Денови на Кочанскиот Орис започна со изложба на ликовни дела на членовите на школата за цртање и сликање што функционира при Центарот за култура Бели Мугри. На изложбата се поместени 86 дела работени во техника акварел и други техники и представува ретроспектива на најуспешните творби на младите ликовни творци од школата за цртање и сликање, од кои дел се и наградени на меѓународни конкурси. Во изминатите 3 месеци учениците напорно работеа да го покажат
својот талент и да го преточат во една поинаква техника која што досега се нема работено во училиштето за цртање и сликање, значи е нова техника, навистина тешка за нив, меѓутоа од резултатите кои вечерва се прикажани на оваа изложба покажуваат голем квалитет. Акварелот како техника во сликарството е навистина деликатна, да речам тешка техника, која што бара спретност, бара брзина. Сето тоа младите успешно со моја помош го доловија, односно го совладаа на самата хартија. Со изложбата всушност и стартуваа содржините од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Од општина Кочани потсетија на годинешнава програма како дел од манифестацијата. Во четвртокот имаме театарска представа, комедија, отворач на конзерви од Народен театар Штип, значи овде во Домот на културата во 19 часот. Во петокот е изборот на жетврска убавица, исто така во Националната установа Дом на културата гостинка е Сара Мейс. Во саботата имаме целодневна програма, почнуваме од 11 часот до 18 часот програма за најмладите, децата и младите учесници, културно-уметничка програма. Продолжуваме со меѓународен фолклорен концерт во 19 часот, каде што ќе настапат сите наши гости оваа година за манифестацијата и забавата, односно програмата ја продолжуваме со забавна вечер, бела вечер, Оризова бела вечер во трговскиот центар со Игор Џамбазов и групата Гуру Харе. Значи со ова завршуваме сабота и недела поентираме, односно завршуваме со обичајот за жнејување и вршидба, како и обично, која што ќе се случува овде во градот, во близина на Институтот за Орис е нивата каде што ќе се врши зажнејувањето, а вршидбата пред Институтот за Орис, а потоа се продолжува со другите настани во паркот овде, пред Домот на културата, каде што ќе се додели награда за најуспешен земјоделец, ќе имат можност граѓаните да дегустираат храна од Орис, ќе има поставено урбаните заедници штандови и забавата ќе биде од страна на естрадниот уметник Ефто Пупиновски. Годинава на манифестацијата ќе учествуваат фолклорни, ритмички и музички состави од Бугарија, Црнагора, Унгарија, како и играорците од фолклорниот ансамбл Етнос од Скопје и Пере Тошев од Прилеп. За време на манифестацијата во Кочани ќе престојуваат делегации од 7 држави: Кина, Унгарија, Словенија, Хрватска, Бугарија и Република Србија. В петок во Кочани по пети пат ќе биде организиран настанот Велородео. Станува збор за хуманитарен натпревар во кој деца ќе возат велосипед со цел да им помогнат на другарчињата од социјално загрозените семејства. Невладината организација Екологик по пети пат го организира настанот Велородео, кој во петок ќе се одржи во центарот на град Кочани. Велородео е натпревар кој што годинава се реализира во соработка со Мрдни со прст. Идејата на настанот е да се промовира велосипедот како средство за транспорт во урбани и рурални средини, како и начин на забава. Овој пат ќе се вози со децата за остварување на хуманитарна цел, а тоа е обезбедување на велосипеди за деца од сите етникуми, кои се во тешка економска ситуација, деца без родители и сите останати кои имаат потреба, информираат организаторите. На настанот ќе учествуваат околу 20 училишта од Источна Македонија. По завршување на настанот, теренот со велосипедските препреки ќе биде отворен за децата во публика. Организаторите ги покануваат сите деца да дојдат да се дружат и забавуваат и на тој начин да помогнат каде што е најпотребно. Настанот Велородео ќе се одржи во петок во 12 часот во центарот на Кочани. Следува информацијата од спортот. Во првенството на втората фудбалска лига Исток, во вторникот се играше петото коло во кое Осогово извлече само бод на домашен терен. Надпреварот против Каменица Саса заврши со резултатот 2:2, со што нашиот второлигаш останува во долниот дел на табелата.
Во вторникот се одиграа надпреварите од петтото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое второлигашот Осогово им приреди непријатно изненадување на своите навивачи. На стадионот Никола Мантов играше нерешено 2:2 и извлече само бод на соседското дерби со Каменица Саса. Очекуваната победа и прокнижувањето на 3 нови бода на своето салдо остана неостварена желба за жолтосините и покрај напорите да стигнат до неа. Влажниот, каллив и лизгав терен не им одговараше и на двете екипи, но во првиот дел од надпреварот гостите се снајдоа подобро и во 24-та минута дојдоа во водство од 1:0 со голот што го постигна доскорешниот играч на Осогово Аксентиев. И додека сите на стадионот мислеа дека се работи само за момент на деконцентрација и недоволна спортска среќа за домашните, 10 минути подоцна гостинските фудбалери повторно се радуваа. Во 32-та минута по изфрлената топка од голманот Лазаров имаше мала несигурност во домашните одбранбени редови, во која најдобро се снајде гостинскиот играч Марковски, кој со низок шут ја затресе мрежата на Лазаров. На пауза се отиде со водство на гостите од 2:0, а во второто полувреме домашните заиграа поангажирано во желбата да се спасат од пораз. Таквата игра имаше ефект веќе во 53-та минута, кога Атанасовски го намали резултатот на 2:1. Нападите кон голот на гостите продолжија, повеќето од шансите останаа нереализирани и како што се приближуваше крајот на средбата, така растеше и неизвестноста. Вториот погодок и изедначувањето на резултатот дојде во 72-та минута од пенал, откако претходно еден од одбранбените играчи на Каменица Саса играше со рака во својот 16-тник. Стрелец на голот од 11 метри беше нововлезениот Стојков. Пред крајот на надпреварот, жолто-сините пропуштија можност да ги освојат бодовите, откако Манов беше непрецизен и од само 1 метар не ја затресе противничката мрежа. Во моментот, со 7 бода, Осогово е на 7-то место на табелата зад Кожув, кој има исто толку бодови, но подобра гол разлика. Следното коло се игра в недела, а нашиот второлигаш на домашен терен ја дочекува последно пласираната екипа на Турново. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Екипата на телевизијата ви посакува пријатна вечер. Довидување.